Невладиниот сектор од Струмица денес на средба со кандидатите за пратеници Коста Костадинов и Злата Стојановски презентираат дел од политиките кои во иднина би биле двигатори невладиниот сектор да стане клучна алатка во донесување на важни општествени идеи, како и реализација на проекти чија главна цел е интересот на граѓаните. Како целна група денеска имаме состанок со невладиниот сектор, со граѓанскиот сектор, на кој што ќе разговараме и од аспект на социјалната заштита, но од аспекти на здравата животна средина. Секако имаме представници од преку 15-20 невладни организации. Ќе имаме настан на кој што ќе можат и самите тие да се вклучат во дискусија, да предложат нивни сугестии. Секако ние сме тука и јас како кандидат за пратеник да ја представам нашата програма, да представам за тоа што ние сме сработиле изминативе 3 години додека имаме можноста да ја предводиме власта во државата, дадена секако од граѓаните. Костадинов вели дека остануваат посветени на развојот на овој сектор кој е сојузник во решавање на клучни општествени проблеми. За тоа колку помагаат, јас би рекол многу. Самиот третман од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија спрема граѓанскиот сектор, да не ги гледаме единствено како фолклор таквите организации, представниците на таквите организации, туку и инклузивно да учествуваат во креирањето на самите политики, покажува фактот на бројот на јавни надзорни расправи во рамки на македонскиот парламент, каде што директно граѓанските организации учествуваа при самото изготвување на законскиот текст, нешто кое што во минатото не беше возможно. Така, останувате и понатаму? Остануваме секако и понатаму, позади нив, посветено, секако без партизација на таквите организации, туку со преку еден инклузивен процес до конечно креирање политики кои што ќе ги подобрат условите на живот за сите граѓани. Еден од успешните примери секако во Струмица, кој што е подпомогнат од UNDP, од УНИЦЕФ, тоа е тераписката заедница Покров, која е практично керка на невладината организација Избор, каде што е прва во Република Северна Македонија организација која што нуди целосен третман на луѓе зависници од дрога, од алкохол, од хазарт, кој што во периодот... Представниците од невладиниот сектор денес има можност да ги искажат проблемите со кои се соочуваат, но и можно решавање на истите.